Владата почна да ги исполнува ветувањата за ставање на јавното здравство на здрави нозе. Првиот чекор е направен кон луѓето кои се грижат за здравието на граѓаните. Здравствените работници ќе добијат ноемвриска плата повисока за 10% или прикажано во денари. Нето платата ќе биде зголемена за 2450 до 3650 денари. Премиерот Мицкоски по средбата со здравствените синдикати најави дека ова покачување е само почеток, а растот на платите во здравството ќе се одвива континуирано во следните 4 години. Според планираното, до 2028 година, докторите, медицинските сестри, болничарите и техничкиот персонал ќе земаат до 50% повисоки плати. Следната година, 2026, од 5 до 7%, во зависност од тоа во каква состојба и кондиција ќе биде буџетот, да се надеваме дека ќе биде навистина во здрава кондиција, а заработиме на тоа, зошто да не одиме на горната граница. Истото тоа зголемување од 5 до 7% на паричната маса ќе биде во 2027 година, а од 7 до 10% ќе биде во 2028 година. Или кога ќе го земете целиот овој период во низа, добиваме зголемување на паричната маса потребна за да се исплатат платите на здравствените работници за целиот период помеѓу 40 и 50%. За синдикалците ова покачување на платите е историско и ќе биде силна мотивација за сите кои работат во здравствениот сектор, но и прв чекор за подобрување на здравствената грижа на пациентите. Се работи за корекција на коефициентот 0,233, кој во превод значи повисока бруто плата за сите вработени од негде 3650 денари или негде 2450 денари во нето износ. Сите ние кои работиме во здравствениот сектор сме свесни за предизвиците со кои се соочуваме секој ден. Но овој договор е конкретен и реален чекор кон признавањето на нашата посветеност, труд и професионализам. Задоволство од покачувањата на платите изразија и од независниот синдикат за здравство. Ова денеска што се случи е едно од најголемите покачувања во историјата на здравствениот сектор. До сега покачувањата била од 1000 до 1200 денари, ако ви текнува. Ова покачување ќе биде запамтено како историско покачување на сите вработени во здравствениот сектор. Единствени незадоволни од покачувањето на платите во здравството се СДСМ, кои тврдат дека во нивното 7 годишно владење платите во јавното здравство се зголемиле за 100%.